Мислам дека законот, односно убедена сум дека законот е тука за да овозможи што е поголема можно етнокултурна правда и во таа смисла законот овозможува помошни права кон веќе востановени права врзани за рамковниот договор и посебно амандманот 5 во поглед на тоа. Дополнително, целта е да се олесни комуникацијата со органите на власта и од тука законот пропишува точно во кои ситуации ќе се употребува јазикот, имено дека тој нема да се употребува во меѓународна комуникација, туку во комуникацијата со органите на власта, нотарски служби, нели судски постапки и слично. Добро, а како би влијало донесувањето на законот во нашето општество? Па секако позитивно ќе влијае, бидејќи како што кажав и претходно, целта на тој закон е да се заокружи употребата на рамковниот договор и да се овозможи што е поголем степен на етнокултурна правда. Што значи тоа? Тоа значи со тоа што државните органи, односно услугите на државата ќе бидат подостапни, да речеме, за албанците во случајот, меѓутоа тоа може да се однесува и на други секако, со поголемата достапност се очекува условно кажано поголема лојалност. Дополнително, самиот закон ги инвалидизира обидите за било какво федерализирање или локализирање или гетоизација јазична во конкретна област и дотолку повеќе што со дисперзираната употреба на јазикот фактички се овозможува достапност на сите органи да бидат поблиску до оваа конкретна заедница, албанската заедница. Добро, како би завршил целиот тој процес на донесување на законот со оглед на тоа дека имаме една страна која што го бойкотира тој закон? Па не знам како ќе заврши, очекувам дека на крајот ќе можда ќе има некои мали измени. Другата опција за ова што ниф им смета е да се оспори на Уставниот суд. Во секој случај што и да се случува, се што е во рамките на процедурата е оправдано, меѓутоа не на сметка на реформските приоритети околу кои што сме се договориле. Значи блокадите колку и да постојат во процедурална смисла, колку и да се легитимни, тие не би смееле во никој случај да ги доведат во прашање самиот реформски процес.